Истите оние кои со веќе проверени и познати тактики пробуваат да искреираат тензии, па даваат и ултиматуми и повторно закани. Ситуацијата е всушност вака. Освен што си ја дал душата кај нарачателите на сценариото од странство, лицето ЗЗ си ја продал и столицата кај Соровсовиот институт во Скопје и неговите први луѓе и пајташи. И така, во СДСМ, во моментот има, освен страшна криза во лидерството, и една шизофрена ситуација во која прво Милчин излегува со став, јавно, и го подсетува Заев што треба да прави, и потоа, по некое време, следи едно така јако револуционерно интервју на Заев, пак на некој портал или медиум финансиран од Милчин, со кој го потврдува тоа што Милчин пред некој ден го кажал, односно нему му го порачал во интервју. Толку понижувачки е тоа, што ми е просто непријатно да го говорам. А тие луѓе, паралелно на тоа, со такво поценување говорат за него. Видете, не дека тоа не е вистина. Туку единствено можам да се сложам со него, но дури ни нашите членови не го исмеваат така и не го имитираат како овие што го прават тоа зад грб. А од друга страна пак за жал тие му се идоли. До неодамна недостижни величини, на кои веројатно им ги читал колумните, им се восхитувал колку убаво знаат да пишуваат, колку што тој не знае. Абе идоли, прави идоли му биле овие луѓе. Идоливе на Заев, инаку одамна пропаднати политичари со целосно и неповратно загубена доверба кај народот, сега тотално го контролираат СДСМ и му наредуваат на овој што да прави. И тоа јавно го прават. Нормално завозват, на располагање му оставаат да ја тера нивната кауза со над 10 милиони евра годишно, со кои финансираат разни медиуми, невладини и така натаму, кои целосно ги контролираат. Сега некој ќе праша едно логично прашање: па добро, кај е Бранково приказната? Тука има сосема логичен одговор од аспект на луѓето од СДСМ, кој секој лојален СДСМовец ќе го каже како од пушка. Па нели Бранко е на ниво на Бог? А пошто Бог е насекаде, така и Бранко е насекаде. Барем низ штабот и низ материјалите. Или барем до изборот на Пендаровски или Жерновски за нов лидер на СДСМ. Драги браќа и сестри, народот ги прочита и не им верува. Иако мислеа кој знае што ќе направат со нивните кукавички, подмолни игри и манипулации, и го поценија нашиот народ. Втора карика им беше меѓународната заедница. Првата обид да изманипулираат со народот, втора карика меѓународната заедница. И се колнеа во неа како во единствен абсолют. И оттаму него добија тоа што го сакаат. Па сега се обидуваат со проведни наслови и контексти да презентираат кој знае каква поддршка имаат од меѓународната заедница. Тоа го прават да ги надоместат лагите, кој им ги кажуваше моменталниот предводник на СДСМ на своите следбеници, уште пред да ја почне целата операција, дека странците биле јако зад нив и ние само што не сме паднале. Лажеше како никој досега. И сега мора да го перат медиумите на Сорос, кај што патем кажано, освен, како што ви кажав, се говори дека дури тој самиот фрлал по некој евро, односно по некој пликос евро. Јас не можам да разберам од каде тој комплекс кај нив. Така да се однесуваат поданички и возбудено, како кутре кој е мафта со опашот, кога некој ќе ги праша дали странците ги подржуваат. Еве, јас ќе ви кажам што подржуваат од меѓународната заедница. Тие подржуваат ова да заврши што е можно побрзо. Затоа што и сакаат добро на државата и се свесни, говорам за оние кои ни се заинтересирани пријатели,
дека штетата која овој човек со ова однесување ја прави на државата е огромна и може да ги загрози нејзините перспективи. Странците сакаат сериозно и одговорно пристапување кон процесот пуч и кон наводите произлезени од нападите на опозицијата. Странците, подсетувам тука, говорам за добронамерните пријатели на нашата земја, сакаат стабилна Македонија, која ќе продолжи по реформскиот курс и ќе создава подобри услови и можности за граѓаните низ демократските процеси. Сето тоа е во ред и треба да се земе сериозно и одговорно и ние тоа го правиме. Во контекст на аспирациите и стратешките определби на Македонија е тој што дава и одзема мандат. Народот е тој што ја гради оваа држава, со чии пари издвоени за даноци се создаваат дела, проекти, инфраструктура, објекти, се делат по големи плати, пензии, социјала, субвенции, се инвестира во земјоделие, во образование, во сите сектори. Друго е прашањето, каде одеа тие пари порано, кои ние денес ги издвојуваме за овие наши проекти? Каде одеа порано парите кои што денеска ги даваме за субвенции за земјоделието? Парите со кои што ги качуваме пензиите за пензионерите, социјалната подршка за примателите на социјална помош, платите во државната администрација, патиштата и објектите кои се градат. Камче се немаше поместено од едно место на друго. А овие од сегашното раководство на СДСМ слепо и со поскокнување беа најгласните поддржувачи на политиките на седење и на неработење. И затоа одбраа тема демократија и слобода. Тука нема некои посебни параметри, кои како си ја доживува. Пус имаат они некои меѓународни невладени организации што ги финансира Сорос, од време на време да излезат да кажат Македонија паднала на оваа листа во слобода на медиуми или во ова вона, значи си имаат нешто така како обланда да им биде на нивната приказна. И се друго може да си го тераат онака како што ќе го спакуваат и ќе се обидат да го презентираат. Тема која е онаква каква што секој може различно да ја доживува. Сега си слободен, сега не си, потешко се компарира, освен ако не фатиме да подсетуваме на бројните скандали во нивно време поврзани со слобода или со демократија. Но никаде не можеме да најдеме и да се споредуваме со проект, со дела, со нешто што тие го направиле и нешто што ВМРО, ДПМН и оваа коалиција го направиле. Таква споредба не можеме да правиме. Тоа го нема. Вака, демократија и слобода најсигурна работа. Плюс нема потреба од правење на програма, најлесно име ќе ја вратиме слободата и терај. Ама, како ќе бидат даноците? Како ќе се обезбедат средства за проекти? Што ќе се гради? Како и на кој начин ќе се стимулира отворање на нови работни места? Како ќе се привлечат инвеститори? За тоа немаме одговор. Абе само слобода и демократија. Па после ќе видиме што ќе правиме. Ќе тераме некако. Звучи смешно, но тоа е за жал реалноста на нашата опозиција. Затоа не е ни чудо што ни со вакви местинки и опасни сценарија ништо не успеваат да направат и издишуваат како балон со нивното подмолно и кукавичко играње со сите работи и креирани материјали што ги прават. А ќе заборавев и една друга работа. Го гледате ли како овој лик што на моменти мисли дека е некаков месија, како во контекст на оваа драмолетка што ја тераат со амнезијата, му се пушти пред некој ден на Љупчо Ѓоргиевски. А човекот побара јавно амнестија за Заев и за неговите соработници и ништо повеќе. Но Заев дали не дочу, дали не доразбрал. Зашто и тоа е можно. Веднаш му се закани на Љупчо дека ќе објавил нешто и за него. Како демократ, веднаш се заканува. Неверојатна работа. Значи, сирот Љупчо, сакајќи да му помогне, веднаш си доби закана. Заканиве кај Заев некако инстинктивно му доаѓаат, како на еден голем демократ.
Сушност, му станаа како некаков рефлекс. Па така, некогаш ако некој му рече Зоран, гладен ли си нешто да ти донесеме, овој веднаш рефлексно му одговара, абе на кого ти гладен? Крв ке падне, ке видиш ли ово. Е така тера овој човек, во таков филм е. Во филм на закани, во филм на силење, во филм на покажување на некаква сила, во филм дека сите нешто му се многу изплашени. Ако не се согласува со него, си ја утнал работата, веднаш закана, а не капира при тоа дека никој во оваа држава не му се плаши. Како да му го објасниме тоа на човекот десно? Драги браќа и сестри, драги браќа и сестри, следете ги политичарите по тоа што го создаваат за вас, по тоа што го работат, да го подобрат вашето секојдневие, по тоа што се обидуваат да ви отворат повеќе можности на сите вас и повеќе шанси, и на вас и на вашите најблиски. Следете ги по тоа што го прават за различните социјални групи, за невработените, преку отворање на нови работни места во Македонија, нови фабрики, преку изградба на автопати и локални и регионални патишта, инфраструктура, водоводи и канализационни мрежи, преку напорите кои ги вложуваат за подобрување на животот и условите за живот на граѓаните, преку условите што ги прават со зголемувањето на платите, пензиите, социјалните помошти, субвенциите и другите чекори. По тоа треба да се ценат политичарите, по нивната програма и по тоа што го работат за вас, по исполнувањето на таа програма, дали ја оправдуваат вашата доверба. Овдека во Прилеп, например, земјоделците, а особено тутунарите, знаат што значат празни зборови и лажни ветувања од времето когаш СДСМ беше на власт и знаат што е реална подршка од 1 евро по килограм тутун од ова време на ВМРО ДПМН. Тие тоа добро го знаат. Што значи празни зборови и лажни ветувања и што значи реална и цврста подршка. Ги слушнаа и експертите и високите раководители на СДСМ како цинично не нарекуваат земјоделско конзервативна влада. Бесни заради нашата помош и подршка на сиромашниот земјоделец. Затоа што тие тоа не го правеле, па сега се лути кога некој друг го прави. Знаат и лозарите, и сточарите, и сите други земјоделци низ колку реки жедни поминаа со СДСМ од една страна и каква подршка денес имаат од ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Секоја година вкупно 25 милиона евра субвенции за производителите на тутун во Македонија. Во време на ВМРО на ниво на општина исплатени се преку 100 милиони евра. И кога сум веќе кај земјоделците, да најавам дека во месец мај ќе има нова објава на јавен оглас за доделување на државно земјоделско земјиште за закуп до 3 хектари за општините Тетово, Битола, Газибаба, Кисела Вода, Битола, Гостивар, Струга, Крива Паланка, Кочани, Свети Николе, Велес, Гевгелија и секако овде во Прилеп. Само во Прилеп вкупно ќе бидат распределени околу 800 хектари. И да најавам исто така и за сточарите. Наскоро следува воведување на субвенции во висина од 50% од трошоците за набавка на расен добиток, вклучително високоприносни грла овци, што всушност е и барање на самите сточари, за да набавуваат високорасен добиток, кој што ќе дава поголем принос, кој што ќе биде од поголема полза за земјоделците и со тоа ќе прават поголеми профити, заработки и се разбира подобар живот. 50%
покривање на трошоците за оние земјоделци кои што ќе набават таков вид на добив.